Дипломатијата е занает како и секој друг. Се учи теорија, потоа се собираат искуства во Министерството за надворешни работи, а веднаш потоа и од дипломатските и конзуларни представништва на Македонија во странство. И тоа е вообичаениот пат на секој кариерен дипломат кој по завршувањето на кариерата своето знаење се е потребно, се разбира, да го пренесе на генерациите по него. Најдобриот начин да се стори тоа се книгите. Токму за една таква наредниви минути разговараме во утринската програма Романија, Македонија, дипломатски разговори, средби и сеќавања на амбасадорот Благој Зашов, инаку втора поред за искуствата од неговата работа во Романија. Добро утро и добре ни дојдовте, амбасадор. Добро утро. Многу нешта сакам да дознам, времето ни е кусто за некои 13 на минути, не знам што ќе успееме да продискутираме, но се надеваме веќе бидат доволни како почеток, па ќе ја продолжуваме темата, се разбира. Ајде на самиот почеток и да ги воведеме нашите гледачи. Како прв дипломат во Романија имавте привилегија да бидете во служба во земја во која што традиционално и имавме и се уште имаме добри односи, но од друга страна обврска за сите по нас. Какви искуства донесе службата од Романија? Поздравувајќи ги вашите гледачи, сакам да кажам дека Романија е една пријателска земја во која е убаво да се работи како дипломат, затоа што традиционалните односи со оваа земја се одразувале и на луѓето кои што се во Македонија и во Романија. И затоа мојот престој работа во Романија беше една привилегија за мене, но и една обврска да се трасира патот на дипломатските односи меѓу нашите две земји. Во почетокот беше малку потешко, затоа што и целата наша дипломатија требаше да се реорганизира откако Македонија стана независна, но потоа, откако ние како дипломати од кариера почнавме да одиме во другите земји за да ја представуваме нашата земја, продолжија тие напори и мислам дека во тоа успеав. На близу 730 страници има информации за настаните, за средбите, за писмата и документите во односите меѓу Македонија и Романија. Постои ли некој настан кој ви останал во сеќавање, нешто што ја одбележало вашата работа? Еве да ви кажам во што е она што посебно мене ме импресионираше кога почна техниката да работи со мобилните телефони. Јас се најдов во една ситуација кога тогашниот председател Трајковски беше во посета на Романија, да организирам повеќе средби со други председатели кои беа дојдени на една конференција и можете да замислите, користејќи го мобилниот телефон и се разбира моите претходни врски со колегите во Букурешт, успеав за 2 часа да организирам 6 средби на председателот Трајковски со председатели од другите балкански земји кои присуствуваа на таа конференција. И велите, суштината на промоцијата на книгата е професионалната дипломатија, која што не е унаква или унаму каде што треба да ја гледаме. Премногу амбасадори со политичка основа одат како кандидати од земјата, наместо тоа да се кариерни дипломати. Фокусот го ставате токму на тоа. Да. Веднаш да кажам дека промоцијата на оваа книга, која што ќе биде утре во 12 часот во музејот на македонската борба, всушност ќе биде и тема за да зборуваме за професионалната дипломатија. Како што рековте, тоа е занает кој се учи, но и кога се представува една книга, треба и таа промоција на книгата да биде искористена да се зборува за професионалната дипломатија, затоа што јас како човек кој што целиот свој живот практично го поминав во оваа област, во професионалната дипломатија, сметам дека таа треба да биде навистина професионална, во смисла, вклучително и амбасадорите, да бидат професионалци толку колку што може повеќе. Не сум против тоа
да има и амбасадори кои се познати интелектуалци, професори, научници и така натаму, но тој број да биде ограничен како што беше своевремено со законот од 2006 година на само 25%. И кога се договаравме за разговорот, ми споменавте, Кристина, ова не е нешто што мене случајно ми се случи. Јас за ова работев од најмлада возраст. Токму затоа сакам и да продискутираме наредниве минути за дипломатијата како судбина, односно предодреденост да се биде тоа што сте. Колку и самиот образовен процес треба да се фокусира на тоа, да одбираме деца кои што имаат предиспозиции за одредена кариера. Вашето прашање е навистина во сршта на секоја професија, па и на дипломатијата. Значи, има луѓе кои ја сакаат дипломатијата, но тие треба да се подготвуваат од најмалата возраст, да речам уште веќе во средните образованија. Апропо да направам една заграда овде, например, за време на промоцијата утре што ќе се одржи, ќе бидат и 15 ученици од 3 средни училишта кои изразија желба преку професорот нивен да присуствуваат и да чујат како еден дипломат станал од самиот почеток, како се развивала неговата кариера и напишал книга која ќе се користи и за младите дипломати да ја видат како тоа се реализира во животот. И ако младите ќе имаат можност да ги слушнат вашите ставови, размислувања и искуства, па да ги искористат. Од каде вие своевремено ги црпевте истите? Знаете, уште како млад сакав да работам како општествено да се ангажирам и тогаш и во младинска организација бев активен. Потоа почнав да учам странски јазици и кога почнав да студирам, можете да замислите некаде во мај месец 65 година, сите спремаат испити, а јас читам една книга Историја на дипломатијата од руски автор Потемкин. Тоа ми даде идеја по завршување на факултетот да се образувам во областа на меѓународното право и да влезам во дипломатија. И споменав во најавата, најдобриот начин да се пренесат искуствата и знаењето е преку книга. Бројни ги има на овие 730 страници, но еве во неколку реченици. Што треба да знаат сите кариерни дипломати? Што е првите неколку правила во професијата? Значи вака, да се биде добар професионален дипломат, пред се треба да се знаат странски јазици. Странски јазици кои се вообичаени, како што велиме, големите странски јазици. Но треба да се познава и најдобро е ако еден дипломат оди во една земја да ја представува нашата земја, тој мора и би требало, односно да не речам мора, да го научи јазикот на земјата во која работи. Понатаму има правила кои се во различни области. Има и во поглед на убавото однесување, има во поглед на однесувањето во контактите со своите колеги. Сето тоа може да се научи. Има книги, но младите дипломати кога одат во странски земји, преку пракса може тоа да го научат и затоа велам, за да се стигне до највисоката функција што еден млад човек ја сака, а тоа е да биде амбасадор, тоа значи дека во текот на својата работа, покрај теоретското образување, треба и практично да го учи тоа во земјата, а и се разбира на своите мандати по странство. И во кој сегмент, еве некако за да заокружиме, во кој сегмент најмногу треба да се унапредува професионалната дипломатија во моментов? Знаете, ги споменавме недостатоците, па да... Знаете, дипломатијата е поделена на 3 дела. Така наречена конзуларна, мултилатерална и билатерална. Се зависи од тоа како човекот ќе се насочи, почнувајќи да работи во Министерството за надворешни работи. Најтешка е она првата,
која што опфаќа и деноноќно практично работење кога човек ќе се најде, дипломатот ќе се најде во странство. Ми се чини дека најлесна е билатералната, затоа што се зависи од односите меѓу тие двете земји во земјата во која што тој престојува. И затоа совет мој на младите дипломати е да се ориентираат и во поглед на изучувањето на јазиците, но и во поглед на стекнување на знаења преку ширење на знаењата во различни области, политиката може тука, правото, па и историјата која што е многу значајна генерално, но и историјата на земјата во која еден дипломат ќе оди на служба. Прво сум многу благодарна што непосредно пред промоцијата ни дојдовте во утринската програма за да ја испромовираме и книгата. Се надевам дека ќе биде добре дојдена и за сите оние кои што ја сакаат дипломатијата како професија, а има многу што да се учи на темата. Да, ја препорачувам книгата да ја прочитат и моите колеги дипломати, млади дипломати во Министерството, но и сите кои се интересираат за оваа професија, нешто да научат и од книгите покрај тоа што читаат само во весници и да видат дека има и професија која се сака, професија која дава можности на младите луѓе, но професија која и обврзува да се застапува државата на начин кој што заслужува оваа наша млада земја и млада дипломатија. Благодарам вам, Садраш Зашов, за гостувањето во утринската програма. Благодарам на поканата.